како главен и одговорен уредник на телевизија Нова, прв човек гледате на ова постапување од страна на специјалното јавно обвинителство и кон господинот Сеат Кочанин кон телевизија Нова? Последниот случај од страна на специјалното јавно обвинителство го толкуваме како директен атак врз нашиот медиум. Обид да се замолчиме, обид да промениме уредувачката политика. Напротив, ќе истраеме на овој притисок. Ако некому не му се допаѓа како телевизија Нова известува за работата на Катиса Јанева и на нејзиниот тим, тоа не значи дека треба да има реванш. Ние и јас како прв човек, како главен уредник на медиумот, имаме уредувачка политика која што ја спроведуваме, која што ни донесе гледаност и рейтинг. И сметаме дека и натаму критички ќе обсервираме работата на СЈО. Дали тоа некому му се допаѓа или не, тоа е нивно право, но не е добро да има реванш врз медиумот, затоа што овој обид е директно угушување на слободата на медиумите и демократијата во Македонија. Ве молам да се подсетиме дека до сега во живо сме известувале од многу големи настани, да ги подсетиме нашите гледачи дека за само година дена и неколку месеци успеавме да се наметнеме како релевантен медиум во земјава. Прв информативен канал кој одблиску ги следеше сите позначени настани дома и во странство. Очигледно стана греф да се биде патриот и луксус за да известуваш од протести на кои што има голем број незадоволни граѓани кои сакаат и излегуваат на тие протести мирни собири за да ги одбранат националните интереси. Јас би прашала и би рекла дека очигледно со овој последен случај труст од страна на СЈО некој сака да ги замолчи медиумите, а телевизија Нова е трн во око во работата на некои центри на моќ. Токму тоа ми беше следното прашање. Според вас, кому му пречи работата на телевизија Нова? Факт е дека за една година се издигнавме, остваривме висок рейтинг, бевме на многу дестинации, известувавме од речиси сите значајни настани на светот, во светот. Зошто и кому му пречи работата на телевизија Нова? Очигледно на специјалното јавно обвинителство и на првиот човек на СДСМ Зоран Заев, кој неколку пати го повикувавме во нашиот медиум, но за жал ни тој како прв човек на опозицијската партија, ниту неговите соработници не се одважија да дојдат и одблиску да дебатираме во нашите дебатни емисии. Зошто ни игнорираат? Каква е оваа војна отварање со медиумите? Тоа не е добро, тоа е покажување нетолерантност и обид да се згасне некој медиум, обид и покажување на немање демократија во една земја. На сите оние кои што се неистомисленици со нив. Билјана, факт е дека телевизија Нова оствари голем рейтинг изминатава година. Вие како прв човек на овој медиум, што ќе им порачате еве на нашите гледачи? И покрај сите притисоци, ќе успееме и ќе истраеме до крај. Ќе ги информираме нашите гледачи, ќе бидеме први на местото на настанот и ќе останеме достојни на ниво на задачата. Нема да не заплашат ниту овие притисоци, ниту как би било нови обвинувања. Што и да се случи, ТВ Нова ќе остане прв информативен медиум кој натаму овие притисоци ќе ги чувствуваме можеби само како ветер во грб да продолжиме заедно со цел новинарски и технички тим да се наметнеме и да одиме уште повисоко, бидејќи во овие моменти навистина сме во подем. Тоа го покажуваат и нашите рейтинзи кои што ги добиваме секојдневно, тоа го покажуваат и нашите верни и ценети гледачи кои секојдневно комуницирајќи со нас и директно, но и преку социјалните медиуми ние покажуваат нивната доверба. Тоа го покажа и нашите колеги медиуми кои што се тука со нас за да ни ја изразат поддршката, да истраеме и да не се заплашуваме од овие обиди и атаци од страна на специјалното јавно обвинителство.